мора да одговараат на рачателите за насилството во собранието. Ќе одговараат и директните извршители, но уште поважно, ќе одговараат и оние кои го нарачаа обидот за убиство во собранието. Основното јавно обвинителство, Министерството за внатрешни работи и сите надлежни институции мораат да водат јавна и транспарентна истрага со цел да се откријат големиот број на злосторници кои беа учесници во овие настани. Од снимките, граѓаните масовно ги препознаваат извршителите на Груевски, Мијалков, Чавков и Велјановски. Сите, до еден, ама сите, им беа познати на пратениците на ДПМН. Сите, до еден, се дел од партиските структури на ДПМН. Директори на јавни предпријатија, раководители на сектори, вработени во Министерството за внатрешни работи, вработени во јавните предпријатија и многу други кои што примаат плата од државата. Но, во собранието беа пратени за да извршат обид за убиство и тешки криминалци и убици. Станува збор за организирано сценарио на режимот во распад. Ова е Димче Христовски Жабата, од Прилеп, поранешен припадник на лововите, осуден за двојно убиство во јули 2005 година на манифестацијата Пиво Фест. Една од неговите жртви е и дете. Овој човек го повреди председателот Зоран Заев. На следната фотографија јасно може да се види еден од напаѓачите на Радмила Шекеринска, Димитар Пецов од Струмица. Ова на сликата е Игор со устачки символи, е Игор Јук, председател на така нареченото Македонско патриотско здружение Владо Георгиев Черноземски, осуден за силување, убиство, дрога и физички напад. Како што може да се види на снимките, еден од оние кои непречено од полицијата ги насочуваат насилниците е и Никола Митревски Колјо, 3 пати осудуван на казна затвор и десна рака на Александар Василевски Нинџа. Двајцата познати насилници на ДПМН. Истиите учествуваа и врз нападот на нашиот пратеник Мухамед Зекири. Еден од првите кој што влезе во собранието е Јордан Мијалков, синот на Сашо Мијалков. Овој насилник, лево на оваа фотографија, е Аднан Мемет, шеф на кабинетот на Елвис Бајрам, граначалникот на Шуто Ризари и син на Амди Бајрам. Го има по балови со Сашо Мијалков. Ова е Горан Ангелов од Велес, дел од така наречените патриотски струженија, тесно поврзан со Илија Димовски. Ова е Предраг Петрушевски Бинго, под контрола на Јохан Трчуловски. Во собранието беше и Мунир Пепич, вработен во Агенцијата за разузнување, осомничен во случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство за лажни лични карти. Ова на сликата е Митко Михајловски Џачката, вработен во Министерството за внатрешни работи. Ова е Андреј Илиев, подполковник во армијата на Република Македонија. Ова е Мартин Стојановски, вработен во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Во прес-салата беше и директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, Александар Атанасов. На денешните слики не го објавуваме, туку лично го поканувам тој самиот да ги објави снимките и селфито кој што задоволно ги снимаше додека насилниците тепаа. Има и уште многу. И сите ќе ги објавиме еден по еден на јавност. Овие лица ги препознаваат и граѓаните. Нивниот идентитет може многу лесно да се утврди. Тие се дел од учесниците во извршеното злосторничко дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста по член 313 од Кривичниот законник и мора да понесат одговорност. Но најважно од се е пред лицето на правдата да излезат и нарачителите Груевски, Иванов, Велјановски, Чавков, кои се обидоа да предизвикаат меѓуграѓански, меѓуетнички судар, државен удар и да предизвикаат основа за Ѓорги Иванов да прогласи воена состојба. Тоа нивно сценарио ние го пресретнавме. Покажавме разум и никогаш нема да им дозволиме да предизвикаат војна. Низ легитимна процедура избравме председател на собранието, согласно деловник, устав и закони.
Сакам да им порачам на Груевски и остатокот на нарачателите да не помислат да ја блокираат работата на новоизбраниот председател на собранието. Тоа е тешко противуставно кривично дело, казниво по закон. Укажуваме институциите, вработените во нив, граѓаните, сите имаме должност да ја сватиме својата одговорност во вие историски моменти за Македонија. Република Македонија тргна назад и тоа е незапирлив процес. Тргна напред и тоа е незапирлив процес. Благодарам. Ако имате прашање, повелете. Господин Манчевски от България, от Българската национална телевизия. Искам да ви попитам, кога очаквате да се събере събранието и как ще действате процедурно при положение, че от ВМРО твърдят, че избор е незаконен и според конституционалисти Стоян Андов каза вчера, че ще се стигне до конституционна криза? Прво, изборот на новоизбраниот председател на собранието е апсолутно по деловникот и уставот. Тоа може многу лесно се види и од снимките, каде што многу убаво се гледа дека 61 пратеник јасно, јавно, без никакво криење, гласа за новоизбраниот председател на собранието. Во првиот момент, кога ќе се создадат услови од различен аспект, за да може да се собере собранието и да се продолжи работата, тоа и ќе биде направено. Но исто така, како што тоа го правевме и до сега, сето ќе го направиме со цел да спречиме жртви кај граѓаните. Нашите очигледно покажавме дека судбини не се важни. Важни се граѓаните. Тие да не влезат во судир. Господине Манчевски, досегашната работа на полицијата и државното обвинителство реално не ветуваат многу. Ете, има информација утрово дека од полицијата кон јавното обвинителство се испратени 15 кривични пријави за 15 лица, меѓутоа за кривично дело учество во толпа и спречување на службено лице во извршувањето на својата работа. Сега останува на обвинителството како ќе ги процесуира овие кривични пријави, меѓутоа и дали ќе најде докази за да ги потврди овие пријави. Сега прашањето е, преку сите овие снимки бевме сведоци на многу потешки кривични дела, еве и вие ги оквалификувавте во денешнава пресконференција, па еве како ќе ја коментирате работата на државните институции до овој момент? Она што го кажав и претходно, истрагата мора да биде јавна и транспарентна. Очекуваме навремени и официјални информации од страна на официјалните институции. И јавното обвинителство, и Министерството на внатрешни работи, и другите инволвирани институции. Сакаме да ги видиме нивните официјални резултати од истрагата и она што официјално ќе го соопштат. Дека лесно може да се утврди сечи идентитет и многу тешки кривични дела, тоа го покажуваат и овие, но и многу други снимки кои што полека излегуваат во јавноста и ние ќе ги обелоденуваме. Господин Манчевски, дали овие докази ќе ги доставите од обвинителството, дали обвинителството во рамките на своите постапки поканело некој од вас како оштетен или како во некој друго својство во рамките на истрагата? На кој начин соработувате со обвинителството и дали планирате да соработувате доколку тоа не остана до сега? Со оние информации со кои што располагам до сега е дека ниеден од нас не е повикан се уште во обвинителството за било каков исказ. Ние покрај овие видеоснимки собравме и обсежна медицинска документација, официјална, од соодветните надлежни медицински установи со кои што се потврдуваат потврдите на кои повредите, кои потешки, кои полесни, кои што ги претрпеа голем број од нашите пратеници. Сето ова комплет ќе биде доставено до основното јавно обвинителство во текот на утрешниот или ден или во вторник. Апсолутно стоиме на располагање на сите институции и државни органи кои што искрено ќе имаат намера да го разрешат овој случај.